Еден од символите на градот Скопје е Ристикевата палата, која што е изградена минатиот век, првата половина во 1925-та, а веќе во 1926 година е изградена, била во сопственост на Владислав Ристик, кој бил фармацевт. Кажувал дека тој ја гради ова градба како споменик за себе. Споменик кој што се уште навистина трае и обстојува и е белег на градот Скопје. Уште една приказна за ова Ристикева палата се врзува лифтот кој што прв бил донесен во градот Скопје, прв во Македонија, прв на Балканот од германско потекло, а веќе во 2011 година е подарен во музеот на град Скопје. Една од главните знаменитости на градот Скопје е камениот мост кој што го поврзува плоштадот Македонија и старата Скопска чаршија. Овој камени мост, овој символ на градот е изграден во 518 година по катастрофалниот земјотрес од императорот Јустинијан I. Ова се трајните белези на градот. Има уште многу и верувам ќе останат како знаменитости за навек. Скопје, Скоплје, Ускоп, Скопје, Скопје. Променети имиња, различни култури, народи, поплави, земјотреси, немири, војни, пустошења, конфликти и Скопје. Градот убав пак ќе никне. Едноставно Скопје си е Скопје. Джагорот низ Дебар мало, чистиот воздух на Водно, звукот на развигор на кеот на реката Вардар, мирисот на топли пуканки, крофни, пченки и печени костени на плоштад Македонија, чувството во просториите на музеот на град Скопје, жештината од летното сонце на камениот мост на тврдината во старата Скопска чаршија, долгите прошетки во градскиот парк. Ова е Скопје. Веднаш по камениот мост се влегува во старата Скопска чаршија, која што е една од знаменитостите на Скопје. Горниот град или Скопската тврдина уште од секогаш важела како горен град. Навистина, секој еден кој што сака да го разгледа и кој што сака да ја знае историјата за Скопје, треба да се искачи на Скопската тврдина. Да се живее во Скопје е да се чувствува асфалтот, да се знае секое скратено патче, најдобрата храна во градот, да се излезе на кафе и да се бара каде се уште не се плаќа паркинг, бидејќи Скопје е такво. Се менува, се руши, се гради, се надградува, сака да биде метропола, а душата му останува иста. Колку и да го негуваме или да не го негуваме, Скопје пак ќе не сака. Има љубов за сите намерници и ненамерници. Така е научено. Ни подарило котлина, планина, река, простор, воздух, места за забава и одмор, места за наука, места за култура, за музика, а наша е одлуката, перцепцијата со што ќе му возвратиме. Без разлика, Скопје ќе продолжи безусловно да создава убавина, културни традиции, да живее со сите фестивали, престижности, омаловажувања, но природноста, непосредноста и сршта на скопскиот жаргон и скопскиот живот едноставно никој не може да му ја одземе. Таков му е кодот, генот, битноста и самобитноста, а единствено што преостанува е да се ужива во скопските убавини. Скопјани, чести 13 ноември, ден на ослободувањето на градот, историски излегување од војна, а сега ќе ве оставам сами да размислите и да си одговорите уште од кого треба да се ослободите.